она колку што имаме информации од вчерашниот надпревар со Шпанија и Бахрейн, информациите говорат дека се работи за поквалитетна екипа од Јапонија, барем така слушнаме. Со тоа ни укажува да бидеме многу опрезни во утрешниот надпревар, да не успие победата од 9 голови разлика против Јапонија, затоа што не беше така лесно како што изгледаше на крај, тоа го кажавме и вчера и како што се договоривме треба да одиме чекор по чекор. Таа победа би ни значила многу, меѓутоа очекувам тежок надпревар и тешка борба. Значи само ако одиграме максимално концентрирано и квалитетно можеме да се надеваме на двата бода. Пак се ќе зависи само од Македонија. Па да, највеќе зависи. Исто важно е тоа што здравствената состојба е добра, а денеска од сабајле на доручекот никој не се пожали на било каков проблем, на повреда. Тоа ме радува и тоа е добар знак дека утре ќе можеме да го дадеме максимумот од сите 16 играчи кои што ќе бидат на располагање на селекторот. Речи ќе одиме чекор по чекор, таа е во ред, меѓутоа вчера ги видовме Хрватска и Исланд има меѓу себе и таа е добра утакмица за да се анализира, пошто против нив ќе бараме пласман во главна лига. Можеш ли да искоментираш околу нивната игра и какви се сега? Па видовме квалитетен надпревар вчера, она што можевме да го видиме, огледавме првото полувреме овде во салата. Се покажа дека знаеме за Хрватска дека е екстра квалитетна репрезентација, секогаш со големи амбиции, трофејна репрезентација, секогаш во врвот, која cilja на медали на секое големо надпреварување. Што се однесува од Исланд, искрено ме изненади и покрај тоа што имаат промена на одредени играчи, исклучително го ценам нивниот тренер кој беше олимписки првак со Данска 2016 година во Рио де Жанеиро. Направи голема работа и со Рајне Карловен во Германија. Мислам дека од таа плејада на исландски тренери, мислам дека заедно со Дагур Сигурдсон од Јапонија и со Гисласон, мислам дека тоа се нивните топ 3 најдобри тренери, иако ги имаат многу во цела Европа, како што се и шпанците. И треба да бидеме опрезни, да ме загрижува тоа што веќе од утре почнуваме надпревар ден за ден, а нема да биде надпревар, па ден пауза, за да можеме да се рекуперираме, да не се повторуваме дека ростерот ни е таков како што ни е, што подмладен, што неискусен. И тоа ме загрижува малце, ден за ден ќе биде многу потешко да со време да се анализира, да се рекуперира и да се спреми за наредниот надпревар. Треба да се биде внимателен во секој сегмент и би било добро утре да одиграме еден квалитетен надпревар, меѓутоа да останеме здрави, за да можеме максимумот да го дадеме во надпреварите што следуваат.